Почитувани, добар ден. Денешната пресуда за случајот 27 април е резултат на политички монтиран процес и е производ на евидентна неправда. Политички пресуди од вкупно 211 години затвор се вика погребување на правото. Се потврди нашето тврдење дека казните ќе бидат драконски, не затоа што се праведни, туку спротивното, затоа што во овој случај се суди според политички мотиви, а не правни факти. Јасно е дека драконските казни се резултат на политички процес во пресрет на изборите. Тоа е последица на нервозата и паниката кај Заев. Треба да знае дека пресудите и прогонот нема да му помогнат, туку само ќе го тонат подолу. На дело се демонстрираше кацарска судството и русковско обвинителството, кое за жал се потврди дека се само слуги на Зоран Заев. Не ги интересира ниту правото, ниту правдината. Не ги интересираат нити доказите, ниту околностите. Ги интересира само спроведувањето на партиско-политичките нарачки на Заев. Ние сме држава во која убици на малолетни деца, како што е случајот со Смилковското езеро, се на слобода, а луѓето од 27 април се судат за терористи. Оваа пресуда е нарачана и однапред позната. Како поинаку да се објасни фактот дека против директорот на БЈБ, кој учествувал во спречување на натамошна ескалација и давал наредби за дејствување, се гони за тероризам, а заменик министерот, кој не презна апсолутно ништо, нема никаква постапка. Македонија е држава каде се гази правдата и владењето на правото не постои. Тоа на секому е јасно. Ова се очени чекори на власта која губи. Правдата ќе дојде многу скоро, а оваа недемократска власт, која се служи со тоталитарни методи и пресметка со опозицијата ќе биде поразена. Нема ниту еден очен чекор да ја спаси оваа власт. Заев паѓаш. Паѓаш и тоа вртоглаво. Биди сигурен дека правдата ќе дојде и правдата ќе победи. Тогаш секој еден од вас ќе мора да се соочи со своите постапки. Ви благодарам.